Случајот со стотината отпуштени работници во Баргала е можеби еклатантен, но сигурно не е и единствен во Штип. Зад големото медиумско внимание на оваа компанија, засега се кријат најмалку десетина други фирми кои на своите работници им го подготвиле истиот социјален очај. Од тука, прашањето е дали државните институции, но пред се синдикатот, внимание нема да насочи и кон овие работници. Негде 90 и нешто посто во Штипската околина или така да кажем во источниот дел на Македонија, многу од фирмите немаат формирано синдикат и ние немаме доволно информации кога и како одредени случувања настанале од отпуштање на работници до неисплатени плати или други придонеси кои што им следуваат, а со тоа им изминуваат и роковите за кои што би можеле ние да реагираме. Доколку нештата одеа поред, елементарната социјална непогода ќе ја избегнеа неколку стотина работници од регионот, бидејќи сите тие паднаа во формално правни стапици. Работниците не треба да се подпишуваат по прво ништо на бланко. Ништо каде што не им е даден предходно примерок за нив. Второ е моментот што ете ги слушаат без никаква решение, одлука за принуден одмор, тие остануваат дома. Трет момент е оној кај што фирмите се прават орле-зорле неликвидни. Голема вина сносат и самите закони. Казните се никакви, минимални, дека основно јавно обвинителство ден денес не постапува и нема никакви разврски уште за злоупотребите на државната помош која што беше. И вие гледате дека као законите да не се креирани за да ги штитат работниците, туку да ги штитат олигарсите. Сето ова сега навестува огромен број на социјално-правни постапки, кои ќе траат многу долго, а исходот ќе биде максимално неизвесен за работниците. Како сега може да помогне синдикатот? Ние стоиме на располагање, имаме на телефонска линија и веб страна на која што може да се обратат и оние кои што не се членови за правна помош. Значи од првиот ден кога ќе им се случи нешто, отворена е линијата 24/7. Така да ја има и на Facebook страната и на веб страната, така да може да добијат одредена правна помош и насока директно од нашите правници и стручни служби кои ќе ги упатат за понатамошно делување или одбрана во своите прекршувања на нивните лични права од работен однос. Доколку надлежните институции функционира макар и пристојно добро, за работниците ова веројатно немаше да биде социјален дебакал. Работодавачите имаа премногу простор и време за манипулација, па сега од тие фирми речиси нема ништо. Шанса работниците нешто да наплатат преку судски спорови речиси немаат.